Обвинението за имотни деликти и малолетничка деликвенција Карпош Ѓурче Петров, кој работи во рамки на единицата за имотни деликти и малолетничка деликвенција при СВР Скопје, до надлежното основно јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против две лица и тоа КР 23 годишен и НН 22 годишен. Поради постоење на основано сомнение дека сториле кривично дело разбойништво, кое е казнено согласно член 237 од Кривичниот законот на Република Северна Македонија, при што се стекнале со противправна имотна корист во износ од околу 300.000 денари. Имено вчера, во околу 11 часот и 50 минути на улица Лондонска во Скопје, прво пријавениот КР со закана со пиштол одзел 120.000 денари од сефот по заложната куќа, а второ пријавениот НН го одзел остатокот од парите од сефот. По пријавување на настанот со брза и ефикасна акција од страна на СВР Скопје, превземени се мерки и активности за пронаоѓање на сторителите и лицата биле забележани на патот меѓу селата Крушопек и Грчец, каде што по даден знак со звучна и светлосна сигнализација тие не застанале и се упатиле кон селата Грчец и село Шишево. За кратко време, на патот кон селото Шишево, прво пријавениот е лишен од слобода, при што кај него се пронајдени со потврда привремено одземени предмети: пиштол марка Пиетро Берета, маска, кацика и пари. Одземените предмети со наредба од основното јавно обвинителство Скопје ќе се бидат доставени на вештачење, а од страна на полициските службеници парите се вратени на оштетениот. За кусо време, повторно благодарение на ефикасната акција на полициските службеници, приведен е и второ пријавениот НН 22 годишен од страна на СВР Скопје, а полициските службеници од одделението за имотни деликти и малолетничка деликвенција Карпош и Ѓурче обавиле разговор со него, при што и едниот и другиот ги признале делата. Воедно, во текот на разговорот, двете пријавени лица се изјасниле дека извршиле дополнително уште две кривични дела разбойништво, кои дополнително ќе бидат документирани. МВР продолжува ефикасно во подобрување на безбедноста на граѓаните во државата.